Почитувани, заради екстремно ниските температури кои ја зафатија Република Македонија, изминатата недела настана измрзнување на над 3000 хектари овошни насади низ државата. Најпогодени се овоштарите од Росоманскиот регион, каде се огледуваат околу 2000 хектари на овошни насади. Кај безмалку сите плантажи на овошни насади во регионот на Тиквешијата констатирано е 100% оштетување на цветот. Тоа значи дека оваа година нема да има ниту минимално производство на овошје во овој регион. Власта и најповиканите државни институции, како по обичај, катастрофалната состојба ја премолчуваат. Доколку за неа не се зборува, не значи дека неа и ја нема. Најповиканите и најодговорните лица, наместо да излезат на терен и заедно со овоштарите направат увид во состојбата, една недела не превземаат ништо. Помош за овоштарите мора да има. Во услови на распространета здравствена криза и последиците од неа врз стопанството и економијата, кои ги засегаат и земјоделците, недосташуваше да се случи и оваа штета, која веројатно има и посериозни оштетувања на самите овошни стебла. Затоа, како пратеничка група предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, бараме да се превземат итни чекори за конкретна и директна помош на овоштарите со финансиска поддршка и дополнителни мерки. Прво што е потребно да се стори е донесување одлука за покривање на производните трошоци по килограм за секој земјоделски производител. Од страна на стручни лица потребно е да се пресмета просечната производна цена по килограм за секоја сорта на овошје. Врз основа на пресметаниот просочен род во изминатите 3 години, за секој земјоделски производител потребно е да се предвидат финансиски средства по основ на обештетување и покривање на производните трошоци. Втората мерка е ослободување на овоштарите од обврската за плаќање на водниот надоместок за наводнување на земјоделското земјиште на кое се наоѓаат овошните насади. Трето, ослободување на земјоделските производители од обврската за плаќање на закупнината за користење на државно земјоделско земјиште под закуп и итно решавање на земјиштето за кое земјоделците немаат добиено договори за концесија, со што не им следува право на користење на субвенциите. Државата овие финансиски средства може и мора да ги обезбеди од посебните фондови наменети за обештетување на земјоделските производители од штети предизвикани од вонредни и неповолни временски прилики. Владата мора уште веднаш да пристапи кон решавање на проблемите на овоштарите, бидејќи доколку не им се помогне во овој момент, во прашање е доведена екзистенцијата на стотици и стотици семејства кои единствен приход кој го остваруваат им е од производството на овошје. Ви благодарам.